Три пресконференции на ВМРО во Штип и Карбинци зборуваа за права на бранителите, злоупотреба на службена механизација и партиски вработувања. Според ВМРО ДПМН државата им ги одзеде основните права на бранителите откако без најава во десетина градови ги затвори канцелариите на управата за прашање на борци и воени инвалиди. Тоа се оние канцеларии кои даваат помош и поддршка на воените инвалиди. И не само што вработените во тие канцеларии останаа без работа, туку на тој начин воените инвалиди останаа без можност за добивање на државна помош и поддршка. Во моментов 150 воени инвалиди на Република Македонија од Штип немаат можност да користат здравствени услуги, банско-климатско лекување, ниту пак да го остварат правото на воени инвалиди, правото на семејна инвалиднина, правото на материјално обезбедување, утврдени со закон за воени инвалиди и членовите на нивните семејства. На 13 воени ветерани од Штип им еускратено правото за користење на воен инвалидитет. Нашите бранители немаат достап до собствената документација, затоа што канцелариите на подрачното оделение се затворени и недостапни за остварување на нивните потреби. Ви известуваме дека тврдењето дека борците и воените инвалиди останале без можност за добивање на државна помош и поддршка се лажна информација. Лага е дека тие нема да може да остваруваат права од боречка инвалидска заштита. Демантираме дека е затворена која било подрачна единица на управата за прашање на борците и воените инвалиди. Вистината е дека има подрачни единици со испразнети работни места, откако во дел од нив е утврдено дека во изминативе години таму работеле лица кои биле незаконски ангажирани, а во дел од единиците вработените заминаа во пензија. Подрачните единици на управата за прашање на борците и воените инвалиди кои се со испразнети работни места ќе се обслужуваат од вработени во УПБВИ од соседните подрачни единици. Барањата се решаваат во централата на управата, така што никој нема да биде спречен да го оствари своето законско право. На друга пресконференција Штипскиот огранок на ВМРО обвини дека дел од механизацијата на јавното предпријатие ИСАР се користи за приватни цели. Додека градот тоне во смет, додека секојдневно сме без вода поради пукнати водоводни цевки, машините на ЈП ИСАР работат на приватен имот. Денес во насаба Дузлак се вршат работи на приватен имот со дадена устна наредба на претпоставено во јавното предпријатие. Очигледно е дека липкирот на јавното предпријатие е ставено во служба на поединци, работа која не е во надлежност на предпријатието. Ги повикуваме МВР да го истражат случајот и да утврдат дали е извршена злоупотреба на службената должност од страна на директорот на ЈП ИСАР Живко Тасев. Реагира од ИСАР. Сакаме да ја информираме јавноста дека сите граѓани на територија на општина Штип имаат еднакви права за користење на услугите на јавното предпријатие ИСАР. Во споменатиот случај се работи за услуга машински ископ во објект навработен во јавното предпријатие ИСАР. Како и секој граѓанин, ЈП ИСАР за извршената услуга на корисникот достави фактура, која е платена пред започнувањето на работните активности. Локалниот огранок на ВМРО ДПМН од Карбинци пак обвини дека нивни членови се избркани од работа од градинката во Таринци. Од 2011 година советниците на СДСМ, кои беа множество во општина Карбинци, гласаа против изградбата на градинката, а денес отпуштија 5 искусни вработени за да примаат партиски кадри. Како не ве е срам да го следите вашиот лидер да јадете живи луѓе? ВМРО ДПМН од 2009 година на локално ниво до 2017 година не отпушти нити еден вработен. Дел од избраканите се категорични дека отказните решенија се резултат на партиски реваншизам. Испуден после 2,5 години работа во установата градинка, детската градинка во Таринци, 2,5 години работа и сега напуштен. Врз никаква основа немаме никакво известување зашо сме испудени, само едноставно ни кажаа дека не сме избрани на оглас. Тоа изгледа дека се работи за партиски реваншизам. Градоначалникот на Карбинци Јордан Насев денес одлучи да не ја крене слушалката на повикот од телевизија Стар, а со тоа и да не одговори на обвинувањата од ВМРО ДПМН.